Се враќаме во студиото. Како што најавија моите колеги, сајтот на edntv.mk од своето отварање од 29 до 31 урива рекорди. Не имаме над 4 милиони кликови на нашиот сајт. Со нас имаме гости. Тука е Петре Божиков од Интерспейс и господинот Бојан Кордалов, кој што е експерт за PR и нови медиуми. Ќе почнеме со вас, господине Петре, бидејќи овие бројки се неверојатни и се за пофалба, може да кажеме дека се за пофалба. Што значат овие бројки? Дали претходно вие сте имале вакво искуство? Добар ден најпрво. Благодарам за поканата. Чест ми е што сум гостин во вашата емисија, во вашата телевизија. Во однос на вашето прашање, овие бројки апсолутно се за пофалба. Поседуваме некои статистики од други хостирања на други сајтови, на други медиуми како вашиот, но она што можеме да кажеме е дека вашиот сајт е меѓу првите во однос на популарност за толку краток временски период. Што она што најмногу се клика на edntv.mk? Кои се содржините? Претпоставувам дека луѓето кликаат најразлични содржини од 29 до 31. Да, немаме точна статистика во однос на оваа прашање, меѓутоа бројките се толку големи кај што нели вие самите имате преку нашиот портал можност за анализа, точно не би може да кажеме. Меѓутоа, овие 4 милиона клика за толку кратко време се апсолутно за пофалба. Она што мене ме интересира, локацијата на посетителите. Во однос на тоа ваше прашање, направивме анализи. Најголем дел од кликовите, односно посетите на вашиот сајт доаѓаат од Македонија, се разбира. Потоа доаѓа Германија и на трето место Соединетите Американски држави, како топ 3 посетители на вашиот веб-сајт. Дали нашиот веб-сајт би бил во некој случај под опасност да биде кликнат од друга држава, да не може да се отвори? Или ние сме стабилни овде? Не, апсолутно не би можело тоа да се случи, бидејќи нашиот сајт е хостиран на нашата клауд платформа, која што е распределена со сервери на сите континенти. Така. Што се однесува до серверите на кои што е нашиот сајт ставен, дали овие сервери имаат лимит? Дали можеме таму да закочиме работа? Има една анекдота во однос на ова ваше прашање, бидејќи кога почнавте, никој не очекуваше дека толку голема посетеност има. Првичниот сервер на кој што бевте хостирани имаше лимит, меѓутоа ние мониториравме цело време вашиот сообраќај, интересот за вашата веб страна и реагиравме инстантно брзо и веднаш бевте префрли на сервер без лимит. Така, дека интересот е голем, тоа е голем, но ајде сега малку да слушнеме за вашата Интерспейс. Што всушност вие работите? Интерспейс е провајдер на напредни телекомуникацијски, хостинг и медиа услуги. Под напредни подразбираме услуги во позадина кои вклучуваат напреден дизајн и инженерство. Конкретно, во делот за медиа услуги обезбедуваме видео платформа која на телевизиите како Еден ТВ, како вашата телевизија, има овозможува технологија за споделување на видеа и пренесување на ТВ програма во живо на јадници гледачи во исто време. Тоа се должи на нашата платформа која е клауд инфраструктура и е распространета, како што кажав, на сите континенти во цел свет. На македонскиот пазар конкретно вакви услуги нудиме само 3 години, меѓутоа компанијата наша користи системи кои се развивани повеќе од 20 години. Да. Нашата компанија е 100% македонски капитал и овие системи во минатото се развивани за компании со големо реноме од странство. Да. Јас само уште еднаш би ве прашал дали претходно сте имале со било каков друг сајт вакви бројки или... Апсолутно не. Со ниеден хостираме и други веб страни на други медиуми, нели, кои сега не можеме да ги откриваме. Меѓутоа, ова што може да кажеме дека вашиот сајт е меѓу најпосетените за толку кратко време, а на што се должи тоа, веројатно Бојан може да каже како областот, како експерт од таа област. Да, токму сега се префрламе на вас, господине Кордалов. Ние имавме кампања, меѓутоа социјалните мрежи. Колку социјалните мрежи беа одговорни баш за овие бројки да ги достигнеме? Па има неколку работи кои што треба да ги напоменеме. Првата е таа дека во изминативе неколку години или децении од како интернетот толку е развиен, особено социјалните медиуми, е променета една перцепција, односно повеќе луѓето денеска не трчаат по информациите, туку информациите трчаат по луѓето. Значи, зборуваме за еден сосема нов концепт, кој што во светски рамки се нарекува social TV концепт,
значи интеграција на телевизиските медиуми и социјалните медиуми. Бидејќи голем дел од луѓето денеска се информираат, дознаваат и споделуваат информации токму преку социјалните медиуми. Не случајно, овој тип на социјални медиуми во прв ред Facebook, но и сите останати Twitter и така натаму, вршат, ја прават улогата да зафаќаат над 50, а дури над 70% од посетите кои што доаѓаат на одредени или на сите веб портали, особено кога зборуваме за медиумите. За таа цел денеска говориме за еден сосема различен концепт и тоа можеме да го видиме од Америка па се до нашата земја и пошироко во светот, и тој е оној тренд кој што само ќе ја зголемува оној начин на информираност на луѓето во време кога нив им одговара, на платформа на која што нив им одговара и на место во интернет просторот кој што тие ќе проценат дека сакаат да ја споделат информацијата. Не ја знам секако вашата кампања во детали, но сум убеден дека голем дел од информациите кои што беа пласирани како така наречени тизер моменти, како најава, секако придонесоа за луѓето да бидат позаинтересирани, пољубопитни да видат што се крие, но содржината е тоа што го прави. Би ве прашал, токму бидејќи еден ТВ добива пораки, ние постојано имаме и коментари на социјалните мрежи, но меѓутоа за пред да ги слушнеме и пред да знаеме од вас кои се механизмите како да се превенираат оние кои што шират говор на омраза или било каква дискриминација, јас ќе го замолам колегата Христијан Баневски да ни презентира дел од зборовите кои што ги добиваме на наша адреса. Да, Владко, според она што можам да го забележам на нашиот официјален Facebook канал, постои голем интерес за она што ние го работиме и за нас како телевизија, и можам да се пофалам дека до овој период имаме всушност 11.000 лајкови, 12.000 следачи на нашиот официјален Facebook канал, а нашите објави достигнале дури до над 133.000 луѓе. И всушност само околу 4.000 лајкови се само од изминативе 2-3 дена, и она што можев да го забележам на самото отварање беше дека во првиот момент кога ја пуштивме страницата веќе до следниот ден имавме над 3.000 лајкови, а генералната оценка за нашата телевизија е 4,8. Па таму веќе имаме и коментари кои што велат честито екипо, по екипата се познаваат, вели Фростина Ѓоргиевска, а Братислав Илиевски вели ајде само напред и да бидете максимално реални и вистината да ја презентирате, не земајќи ни една страна. Строго професионална телевизија. И има исто коментари кои што велат дека сме освежување во етерот, па претпоставам дека еден нов концепт на телевизија всушност е она што ги привлече, што ја привлече нашата публика. Да, токму тоа беа изненадувањата на кога ние бевме на отворено студио на плоштадот за 1 април, баш такви беа коментарите. Да, тоа може да се забележи на вистина луѓево го поздравуваат самиот концепт на кој што функционира телевизијата, меѓутоа секако тука постојат и негативните коментари. Еве, например, колегата Звездан Ѓоргиевски вели дека едва ја нашол телевизијата и еден час гледал Телешоп. Меѓутоа мораме да напоменеме дека ние немаме стартувано со нашата целосна програма, она што веќе го подготвуваме нели во наредниот период. Секако има и коментари кои што содржат говор на омраза, но тоа ние не би го толерирале и затоа не би ни сакал да ги прочитам во овој момент. Она што можеме да прифатиме нели конструктивна критика, меѓутоа еве до твоите гости прашање, постои ли можност да се превенира, односно дали постои некаква информатичка можност да одредени зборови бидат забранети да воопшто се појават на официјалните канали? Ако говориме за информатичка можност, секако дека не можеме да влијаеме на Facebook, на Twitter и на социјалните медиуми генерално. Меѓутоа, многу е важно да напоменеме дека всушност станува збор за коментари кои што е добро да ги има, секако ги исклучуваме оние кои што се говор на омраза. Ние имаме една политика, извинете што ви се вмешувам, да, политиката е само дека се бришат коментарите кои што содржат лични навреди и говор на омраза. Се што е друго како критика, ние го прифаќаме и затоа покрај тие коментари ние ќе се надоградуваме. Апсолутно сте оправо, тоа е и ваша политика, тоа е и политика и на самите социјални медиуми. Значи, таков тип на коментари да бидат отстранувани, бидејќи целта, основата на постоењето и формирањето од социјалните медиуми е всушност да се развива дебата, да се судираат различните мислења и концепти. И основното правило вели дека слободата на говор постои, таа е потребна да се негува, социјалните медиуми особено ја промовираат, меѓутоа завршува во моментот кога почнуваме да користиме ние или било кој говор на омраза, дискриминација, други зборови кои што навредуваат личности, поединци, групи и така натаму.
А поентата е што многу ретко кај нас се прави, не само во медиумите, туку и генерално кај сите јавни личности и кај компаниите. А тоа е дека на коментарите не се гледа како капитал. Коментарите се најголемиот капитал не само заради тоа што го зголемуваат сообраќајот на самите социјални медиуми, туку заради тоа што ни укажуваат кое е размислувањето и ни ги даваат првите знаци дали сме на правиот пат или пак можеби нешто треба да направиме. Коментарите не само што треба да се добиваат и читаат, туку на нив треба да се одговара и треба да се посветува внимание. Секако ги исклучуваме коментарите кои што се полни со говор на мрза. Тоа е нешто кое што треба да се вложува многу. Се надевам дека ќе биде постигнато и во еден ТВ, се надевам дека и генерално ќе биде постигнато во Република Македонија, бидејќи да не забравиме дека основата, втората основа на социјалните медиуми е да се има коментари овде и сега, во реално време да стигнуваат, меѓутоа и да може да се води диалог во реално време. Всушност, социјалните медиуми од традиционалните медиуми ги разделува она што на социјалните медиуми може да се директно дискутира, дебатира и даде коментар и даде одговор во реално време. Самите велите дека е тоа социјален медиум пред се. Така е. Да, тој медиум има најразлични мислења и тука луѓето често влегуваат во контрадикција, во спротивставени ставови. Како институциите можат да помогнат со тоа? Да речеме Министерството за информатичко општество. Како тоа може ли да се казнуваат баш тие говор на омрза, родова дискриминација и слично? Не само што може, туку секој тип облик на говор на омраза, дискриминација и слично се казнува и тоа е законски уредено исто како што е уредено ако истото биде искажано во класичен телевизиски прилог или ако биде напишано во весник или кажано некаде јавно. Чистите правила и законски прописи важат секаде и опцијата постои да тоа се казнува според позитивните правни прописи во Република Македонија. Меѓутоа, поентата, целта на социјалните медиуми е да изградиме општество, изградиме поле, место, каде што ние ќе разменуваме мислење и ќе комуницираме. Не да имаме унифицирано мислење. Не да се согласуваме во се. Напротив, да дебатираме. А тоа подразбира да свеста кај луѓето се зголемува, за да може да не доаѓа до користење на вакви навредливи фрази кои што верувајте ги има секаде. Целта е тоа. И заради тоа треба прво на тоа да се избориме и да поставиме правила на игра и да едуцираме, бидејќи секоја страна на социјалните медиуми, да речеме секоја страна на Facebook, особено на медиумите има задача да едуцира и да покаже кои се правилата на игра, што е она што е позитивно, што е она што не е добро. Ако се фокусираме само на казни, веќе сме отишле предалеку. Од вас совет, како може да ја промовираме уште повеќе нашата платформа, барем на социјалните мрежи, Twitter, Facebook? Најдобриот совет е, односно најдобриот промотор, како и за се е самата содржина и иновативноста. Она што се прави, што се промовира, секогаш треба да се биде брз, да се биде иновативен, секогаш треба да се биде во чекор, да луѓето многу лесно можат да најдат и што е она што ќе следи, што е она што ќе го гледат и да се информираат, и многу интересно и многу важно е да има начин како тие ќе можат во наводници да влијаат во креирањето на програмата. Бидејќи концептот и на Social TV и на сите овие новини значи дека тоа е една синергија помеѓу очекувањата на гледачите, очекувањата на публиката и работата на самата телевизија. Господине Божиков, подготвени сте да не издржите, бидејќи од 4 милиони за 3 дена ние планираме да идеме нагоре. Секако дека сме подготвени. Вие тоа е во наш интерес како промоција на добар хостинг провайдер и како вас како добра телевизија, нешто ново, да работиме заедно за повисоки резултати. Јас ви благодарам што бевте гости во студиото. Благодариме на поканата и се среќа.